Македонија реално ги исполнува критериумите за да добие препорака за датум за преговори од Европската комисија. Со ваков став во пресрет на извештајот излегуваат Институтот Отворено општество и Македонскиот центар за европско образование. Реперите се исполнети и тоа е непобеден факт. Дека нас не треба 3 години да ги исполниме е друга приказна, меѓутоа во овој момент реперите се исполнети. Ако се сега исполните реперите, тоа значи дека Македонија реално може да очекува препорака од Европската комисија. Сепак, освен за долгиот период кој бил потребен на владата за да постигне резултати, од организациите предупредуваат дека остануваат големи пропусти во судството, јавната администрација, како и законот за полиција и оној за судирни интереси. Освен анализите, во нивниот ред по ред извештај од следењето на процесот за пристапување во ЕУ, Институтот Отворено општество и Центарот за европско образование изготви и 4 можни сценарија за тоа што ќе се случува по објавувањето на извештајот за Македонија. Во првото и најневеројатно сценарио, комисијата ни дава препорака за датум, Советот одлучува да започне преговори, а името не е никаков услов. Во второто сценарио, Грција става вето во Советот и Македонија не добива датум за преговори. Доколку ова се случи, се препорачува владата да не го користи ветото како алиби за да ги прекине реформите. Третото сценарио не вклучува вето од страна на Грција, но и покрај тоа, Советот не одлучува да ни даде датум. Препораката и овде е иста, да не се прекинуваат реформите, но и да не се дозволат предвремени избори. И четвртото сценарио е она во кое Советот ја условува Македонија, решавање на спорот со Грција, а за возврат, датум за преговори. Препораката за последното сценарио е владата да превземе одговорност, да изготви заедничка стратегија со сите политички фактори и никако да не дозволи референдум за името. Вака или онака, невладините велат дека политичкиот фактор останува, а Македонија мора да покаже зрелост по ова прашање, ако сака да биде дел од Унијата.